Ете, продолжуваме во студиото со нашите гости. Имаме интересни професии на една трпеза и овој четврток ќе си позборуваме убаво. Денеска имаме одличен исто така ден кој што сакаме заеднички да го прославиме со нашите гости, а тоа е Светскиот ден на хемофилијата, 17 април. Имаме секако и останати професии, многу значајни гости и ваши познати лица од секојдневието, а секако и во професијата која што ја работат. Нивни домаќинки, а секако и на вас, ова утро ќе бидеме јас и колешката Александра. Александра, добро утро и за тебе. Добро утро, верувам дека уште од рано изутрина на нашите гледачи им го честита убавиот и голем празник кој ни е денеска, велики четврток за многу години, дека сите да донесе мир, хармонија и се она што ни е потребно за празниците кои се пред нас. А верувам дека и радоста ќе ја донесат и гостите кои се во нашето студио. Како што е редот да се ги представиме. Така е, Александра, веднаш до мене е професор доктор Тимко Чичаковски, кој што е доктор науки по македонски традиционални инструменти. Денеска ќе позборуваме на многу важна тема и она кое што можеме и малкумина го знаат за нашите македонски традиционални инструменти. Добро утро. Добро утро и поздрав до гледачите. Благодарам за поканата. Така е. Веднаш до вас ни е Лилјана Рајчевска, која што е председател на Сдруженијето на хемофиличарите и еве денеска заеднички го одбележуваме овој светски значаен ден за вашето здружение, секако и за сите граѓани кои што ги засега оваа тема. Благодарам на поканата, посебно сум радосна затоа што тоа денеска на нашиот ден. Можда некој ќе слушне од тие што треба, за да не го направи животот полесен. Така, јас морам исто така да се заблагодарам на прекрасниот букет кој што не го подаривте во Здраво Македонија за вашиот празник. Впрочем, ние требаше да ви врачиме такво нешто. Така, еве, ние донесовте ова вашето обележје. Ја би сакала да го покажам она кое што е како ваше знаме и го имате, и ознака. Да. Така, добра. И веруваме дека ќе си позборуваме и на убави значени теми кои што ги засега вашето здружение, да споделиме и да ги осхрабриме, да дадеме надеж за дека сепак иако некој ја има оваа болест, може да се живее квалитетен живот. Фина што тука доктор Стофијанова. Така е. Пошто беше во Комитетот за хемофилија и е запознаена малку со нашите проблеми. Така, не случајно ги спојуваме така гостите и веднаш како што кажавте е почитуваната наша професорка и доктор Аспазија Софијанова при клиниката за детски болести, која што неуморно работи, не се откажува и сака да биде онаму каде што е најтешко, најинтензивната нега. Добро утро за вас. Посебно чести задоволство ми што на големиот четврток или денот кој што има исто така асоциации во животот што се случило денеска и ситуации кои ние си ги пресликуваме од себе во она што и денеска се случувало. Ми е драго што еве ќе бидам гостинка, што ќе можам да ги споделам убавите нешта што ќе ги споделиме сите денеска на овој прекрасен утрински дел и верувам дека еве прво да го честитам големиот празник што доаѓа. Благодарам за поканата. Честитан денот на хемофилија и како да кажам, омилена ми е оваа Канал 5, така да еве, се осеќам прекрасно тука со вас. И исто така, заедно чувството, верувам дека ете утрински заедно со нашите гледачи убаво ќе се го започнеме, ќе се го поминеме денот, но ајде најнапред госпоѓа Лиле, вам да ви дадеме предност во однос на одбележување на овој ден, што всушност за оние кои што можеби не знаат што е хемофилијата, како е тоа генетско нарушување во однос на процесот на згучување на крвта, за каква болест всушност станува збор и за што се залага вашето здружение? Фино кажавте, генска неизлечива доживотна болест. Зависимо од факторите кои што сега ги примаме, цел живот, нема излечување. Како ви да примаш фактор, тоа е доживотно. Так. Не може да се излечи со ништо. Постои генска терапија, само колку што јас сум читала, генската терапија го подобрува малце висината на факторот, ја покачува, ли тоа е краток период, година, 2, 3, 4, 5, после тоа пак се враќаш на фактор или на повторна генска терапија. Тоа е скапо за наши услови. Така, постои терапија која што е достапна? Значи, во Македонија имаме плазмаски рекомбинантни фактори. Прв пат годинава, благодарение на ФАЗОМ, долго делувачки за две деца, и постои нефакторски лек кој што го примаат
11 возрастни пациенти и две деца. Тоа е хелимбрата. Имаме проблем, нормално. Секаде има проблеми, Така. кај нас е посебно, а проблемот е лош, затоа што од нас од лекот ни зависи животот. Во моментот има доволно хелимбра и Новосевер. Вчера се излезе во јавност, во јавни набавки, дека е подпишан договорот и со еден добавувач на фактор 8 и Вилебранд, тоа е за вон Вилебрандова болест, а другите фактори ги нема и тоа поодамна. Па се правеше додатна набавка и се уште е комплицирано, недоволно. Се симнат некои од профилакса, се трудат докторите од детска клиника, да ја пофалам детска клиника, дека имаме прекрасни доктори, кои што стварно од секогаш се труделе на хемофиличарот да му помогнат повеќе отколку на возрастни. Значи, возрастните немаат предност, децата имаат предност и за профилакса, и за избор на поквалитетен лек. Се надеваме дека ќе биде подобро, секогаш надежта последна умира. Би сакале нормално да се добие повеќе да имаат долгоделувачки, затоа што тоа се помалце боцкања. Возрастен човек, хемофиличар, веќе има уништени вени. Затоа што се боцкал често, во денот и 2 пати и 3 пати, па тоа промашување на вената се случува. Добро би било да имаат и возрастните долгоделувачки фактор, за да се бидат на профилакса, да се боцкаат, зависи од фармакокинетиката, на 4 дена, на 7 дена, како ќе покажат лабораторијата. Така, какви активности имате? За оваа година ништо. За оваа година ништо, да. Зборувавме некако малку се Да, ништо, затоа што јас лично не сум задоволна од многу хемофиличари првин, пошто они ја кријат и денеска својата болест и кога правиме светски денови... Зошто? Се срамуваат од тоа или пак? Па не знам зашто. Не ми е јасно. Еве нека биде ова како едно одбележување на светскиот ден и кревање на свеста. Да, ама не може да крена свеста на другите луѓе, ако ти немаш свест да го покажеш. Значи, еве, за денеска. Сега да се јавам, ќе ми дојдат тројца хемофиличари. Другите нема ни да се јават. Колкава е бројката? Па званичната бројка според Центарот за хемофилија, или они го диагностицираат хемофилијата, набавуваат фактор, возрастните одат таму на контроли. Така. 320, од кои 4 се со инхибитори, тоа е најтешкото нешто во хемофилијата. Да, бидејќи постои фаза, има лесна, средна и тешка. Да. Тешката форма е најтешка за менаџирање. Син ми е тешка форма, со хемофилија, со инхибитори додатно. Овие што се со тешка форма, без разлика, децата сите, се на профилакса. Возрастните, тие што имаат поголеми проблеми, се на профилакса, не се сите. Значи би требало, би сакала да бидат сите, пошто сите хемофиличари на 30 години имаат оштетени колена и лакти, да, и скочни зглобови. Имаат веќе направена ортопедска интервенција, заменско колено, на нив им треба повеќе. Така. Иако после 60-те години стануваат не толку активни во смисло на движење. Така, да. И тогаш имаат помалце потреба да примаат фактори, не мора да се на профилакса. Али човек од 30-40 години треба да живее нормално. Така е. По-нормално. Така е. Господја Анастасија или Цули, како што ние сакаме да те викаме народно, така си ни познато, мислам дека нема да ни се налотиш ако го кажеме тоа и јавноста така нагалено верувам дека сите бидејќи како втора мајка си, мислам не само умилен доктор на детска клиника, во нашата земја, туку и надвор од нашите граници, многу семејства се поврзани со вас, особено бидејќи како што кажав, интензивната нега е таму каде што е се вистинските борби. Колку ете при новородинчиња посетили тие тестови каде што веднаш може да се утврди некое вакво запалување генетско или се останато кое што при самото раѓање на детето во неонатологија го веднаш го знаете?
Знаете како многу убаво кажа мојата драга пријателка, дека во суштина иднината на медицината и истражувачките работи кои што се прават на полето на генетиката е практично она на кое ние се надеваме дека ќе донесе успех и кога веќе ќе се рано диагностицира хемофилијата и воопшто сите други генетски заболувања. И ве гледам дека, како што и ме најавивте, аз доста се движам и контактирам со колеги од соседството, од цел свет. Сега ќе присуствувам и на Интернационалниот педијатриски конгрес, што ќе биде следниот месец организирам на ниво на цел свет и ќе видам каде се тие дојдени, а знам дека генетската терапија, односно генската терапија е практично иднината која ќе се рано диагностицира, што впрочем споменавте, во неонаталниот период. Специфично е бидејќи тие лесните форми можат да митигираат, велам јас, или да имитираат и да не бидат така страшни и да не се препознаат, ама тешките форми, не знам вие на која возраст почнавте вашата борба. Меѓутоа, како и да е, тие тешките форми веќе уште во раниот период можеме да ги диагностицираме и тука рековте таа комбинирана терапија меѓу генската и останатите заместувачки препарати кои ги имаме, а сега за рефлексија правам и во делот кој што го работам на интензивна, конкретно неврологија која ми е, еве и новата субспециализација со која се занимавам, токму тоа цел свет го говори. Значи, генска терапија и овие фактори конкретно за хемофилија, односно и останати други лекови кои што се навистина дел кој што не носат горе рамо со светот и во однос на тоа не сме ние толку заостанати, ние стварно се боревме да се знаеме толку години. И јас сум од тие да кажеме со поголемо искуство на клиниката и знам дека борбата од страна на пациентите е исклучително важна. Нивното притискање не доаѓа заради тоа што тие по секоја цена треба да дојдат да не видат, затоа што се борат за своите деца. Така. И тогаш со свесноста на вистина се дига. Не губат вербата, надежта. Никако. И се сигурно дека не сме сите исти сега. Некој има перцепција за тоа побрза, некој има поспора. Так. Мислам дека во делот околу ова што го кажувате, навистина вие како што сте борбени треба да го избуткате оној процес во кој треба да ги добиете сите тие нови терапии. И новите терапии се тие кои што еве, да има помалку боцкања. Јас прв пат ја кажам јавно, значи велам дека ние на неонатолозите даваме квалитет на животот за останатиот дел од животот. Така. Значи, ако рано се препознае квалитетот на животот на овие деца, овие контрактури што се спомнуваат на 60 или не знам колку години, дефинитивно, а да не кажем и порано, сигурно дека ќе ги намалиме. Значи, борбата е заедничка. Еве се најживо моментот меѓу нас докторите што се бориме за да ги добиете терапиите, следењето на тие нови иновативни терапии кои се иднината во медицината и воопшто и борбата на пациентите за да може да го добијат најдобриот лек, за да имаат помалку боцкање, да имаат помалку крварење. И сето тоа, знаете како, не може да биде врзано со пари. Се фактот дека некогаш зависиме од тој феномен, ама мислам дека и тоа се надминува со добри, да кажем, здравствени политики, добра волја, како што кажувате, и едноставно одење по патеката на интересот на пациентот. Ги споменавте здравствените политики и јавно да ви честитаме за новата етапа која што ја започнавте, односно додавање вредност на она што го правите долги години, односно детската неврологија, специализација по детска неврологија. Како ова ја надополнува вашата работа и колку дијагнозата може да биде потемелна, бидејќи за жал секојдневието ни покажува дека имаме нови форми на заболувања кај децата, нови форми кои ги предизвикува новиот начин на живење денеска. Токму така. Значи, тоа некако дојде веројатно како надополнување на тоа што цел живот го работам во одделот за интензивна нега и терапија и неонатологија. Неврологијата дојде бидејќи интензивната имаме од 0 до 18 години. Што се случува со феталниот мозок кој е исклучително важен и заборавен до некаде. Феталната медицина и фетусот како пациент ми стана предмет на интерес. Од една страна, бидејќи кога ќе дојдат на интензивна, ако вие можете да го спасите животот, меѓутоа што ќе остане во делот од централниот нервен систем или мозокот, многу е важно тој квалитет на живот кој што треба да продолжи. Значи, морате да знаете, тоа за мене важеше, морам да знам точно зошто давам таа терапија, што очекувам и на крај каков ефект ќе има, особено во понатамошниот дел, бидејќи тоа се кризни ситуации кои доаѓаат и сега да не коментирам, пошто тоа секојдневно го предавам, нели, циркулаторно, респираторно, кога манипулираме под наводници, односно го контролираме респираторот, како и колку дотур на кислород оди во мозокот и колку може да настане оштетување на мозокот, кој ќе има траен
ефект врз здравјето на детето. И знаете како, секој прашањето кога ќе излеземе од таа врата надвор, првото прашање е дали ќе биде моето дете како порано, дали ќе биде добро. Тие одговори се навистина многу специфични. Што би биле вие да сте на местото на тој родител? Како вие бесте се чувствувале доколку имате дете кое ви е таму? Тогаш таа емпатичност која што мора да ја носите, сепак и хуманост да помогнете, ме направи да малку повеќе истражувам и како ја завршив неврологијата, имав можност да бидам во Турција и во Англија, посебно во Англија, каде што видов што све прават во периодот кога се развива тој мозок и тоа почнува баш од нултата недела, значи од времето на концепција кога почнува да се делат невроните. Така. И што све може да се случи, тоа се тие нови работи на раното откривање, раниот скрининг во кој се вклучува и оваа болест и сите невролошки нови кои што и сме ги знаеле, но не сме ги лекувале па брзо завршувале летално претходно. Сега веќе имаме можност да ран скрининг, чи рана диагностика, можност за терапија и подобрување на тој квалитет на живот кој навистина многу значи и пак ќе кажам не знам кога ќе почне да зборуваат, еве сега во склоп на тоа доаѓаат и оние различни форми на АСД или аутистичен спектар, кој што е исто тренд многу голем. Неверојатно колку гледам деца кои што отстапуваат и на кои може да им се помогне, во оно тоа што во одреден сегмент имаат пак генетики, пак се сведува дека во медицината е многу важно што наследуваме од една страна, раното препознавање од страна на лекарот и раниот третман кој ќе донесе поквалитетен живот за цел живот. Така е. Музиката некако не вади, не лекува од сите овие стресни случувања кои што ни ги носи животот, меѓутоа животниот циклус едноставно е така. Вие ние сме лекари на така, тоа сега лекари на душата, ако може да се каже. Особено во вашите предавања за традиционални и ориентални инструменти се прави една, нели, како се групираат инструментите македонски, кои што многу мина можеби од нас ете немале прилика да знаат. Вие свирите и препознати сте во однос на канонот. За канонот се верува дека е ориентален, но и дека ни доаѓа од истокот, дека не е македонски инструмент, но тука вие не би се служиле. Па ајде на нашите граѓани кои што од оние традиционални гајда, кавал, инструменти кои што ги знаеме во фолклорот, каде всушност спаѓаете канонот? Значи, класификацијата на инструментите во македонското поднебје, зборувам во пошироки граници, се делат на инструменти кои што потекнуваат од селото и инструменти кои што потекнуваат од градот. Градските средини се развиваат некаде околу 17, 18, 19 век, но предходно овие селските средини, така наречени, нормално најзастапени се гајда, кавал, тамбура, зурла, тапан, двојанки, шупелки и така натаму. Со развојот на градските средини 17-18 век се појавуваат овие градски инструменти, но тие не се верува дека наеднаш се појавуваат, затоа што сепак се верува дека носат потекло од византискиот период. А познато е дека византискиот период е едно царство кое што обстанало најмногу векови во човештвото и веќе кога се случува онаа промена каде што османлиите доаѓаат на нашите простори, тие ја превземаат целата култура, меѓу кои инструментите, станува збори за архитектурата, станува збори за облекувањето, односно гардеробата и ги превземаат инструментите. Затоа моето тврдење е дека сепак овие инструменти не се дојдени од некаде, затоа што ние имаме и податоци дека тие сепак се наоѓале на овие простори. И се автохтони. Тоа е црквата во Пробиштип, односно во Лесново, која ќе влезете, тоа е црква која што е изградена некаде 13-14 век и ќе ги видите точно овие инструменти, канон, ут, дајре, познати се таму и можат да се препознаат, што значи дека сепак овие инструменти се свирени на нашите простори. И се дел од македонската музика. Така е, но за жал ние Зошто некако исчезнуваат низ годините во сите изведби кои што Па знаете како секогаш човекот има потреба за нешто погласно. За да биде добра забава, ние имаме секогаш потреба да биде нешто погласно. Така и овие инструменти, бидејќи не се толку многу гласни, и заради тоа, со текот на времето, како се појавуваат веќе посебно дувачките инструменти,
на овие простори, веќе ги потиснуваат самите инструменти и доаѓаат некои нови инструменти кои што се популарни. Конкретно за инструментот канон кој што зборуваме, самиот збор кажува дека е канон како закон, односно самиот инструмент ја дава интонацијата на сите други инструменти и ја дава инструмент интонацијата на пеачите кои што учествувале во тие оркестри. Самите оркестри се познати како џалгиски оркестри и имаме многу градски средини во Македонија кои што ги имаат, можеби не во комплетен состав да бидат тие инструменти, односно сите да бидат на број, но во одредени градови се појавуваат. Градот Велес е тој кој што е носителот на таа чалгиска традиција и во неговиот состав ги имаат сите инструменти кои што се кларинет, виолина, канон, ут, дајре, тарабука. Так. Но се појавуваат и другите градски средини како Скопје, како Битола, Охрид и Крушево е тука во тој состав. Така да сите си се препознатливи на својот начин. Така имаме прилика пред рекламите малку подоцна ете и да го слушаме тој прекрасен звук на канонот. Ја не знам дали во поскоро време сте имале можност да слушнете некоја изведба од ваков тип, мислам од вакви некои инструменти, бидејќи навистина е специфичен канонот по сета своја мелодија која што ја продуцира. Лиле, дали вие можеби имате некое тајно хоби кое што е поврзано со музика или музицирање или некој пат сте го имале? Како дете во училиште. Да. Тогаш одевме на хори. Да, тогаш имаше тие многу секции. Секции, да, и мандолината беше најзастапена. Да, која што мислам дека немаше одделение кој што или учени кој што не мораше да знаеш. Немаше школа каде што немаше мандолински оркестар и хор. Да. Чули пример свири клавир. Јас не свирам на ниеден инструмент. Да. Меѓутоа, знаете ли дека канонот е некако, тоа сакам да ве прашам, како замена за пијано? Да, го викаат како пијано. Како мини пијано се споредува, заради тоа што начинот на произведување на тонот е скоро истиот. Ако имате чеканчиња на клавирот кои што удараат по жиците и го произведуваат тонот, овдека имате прстени кои што се ставаат плектруми или тразалици кои што ние ги викаме и на тој начин се произведува тонот. Така. Чули, дали би се обиделе да свирите на канон? Ќе се обидам. Јас ќе ви кажам сега пред да влеземе тука, одма ме заинтересира, го извади инструментот и викам чекај да видам што е тоа начинот на кој што јас ја почувствував музиката. Мислам дека ќе биде одлична музикотерапија за дел од децата каде што можеби има потреба за смирувачки, не е све само да биде стимулативно, ова некојаш треба човек и да биде во една смирувачка енергија. Значи ова што го за кратко време почувствував, тоа беше навистина смирувачки, може да биде дефинитивно употребено во музикотерапија. Во музикотерапија. Колку е значање да речеме се зборува. Има доста напишани текстови кои што можеме да ги најдеме дека всушност како што рековте фетусот, мајката треба дури можеби уште доека во утробата го носи своето дете да слуша одредени мелодии кои што се рефлектираат на фетусот, развојот и така натаму. Колку има вистина во тоа или е мит? Не е мит, тоа е најголемата вистина, само треба да ја малку повеќе прошириме зошто е тоа така. Проучувајќи го мозокот, нели имате практично се координира од таму и чувствата кои што се внатре во нас, значи оние моменти на страв, сензитивниот дел на кој што реагираме ние, очите со кои што гледаме и го чувствуваме тоа и ги обработуваме сите тие информации, исто така и чувствата што ги добиваме од слушањето, нели овој аудитивен дел, све е поврзано во центрите во мозокот и практично стимулација позитивна делува на нивно правилно и убаво размножување, развивање уште во раниот фетален период и да кажеме она до некаде можеби да кажам возбудувачка природа што имаат некои деца или понемирни што се, овој тип на доволно е само да се слуша некаде во далечини да допира до оној да кажам слушен дел кој што ќе продуцира во мозокот такви енграми, ги велиме ние, или печати кои што практично делуваат седативно, но смирувачки. Практично тоа е еден вид лек. Колку сме свесни за тоа само.
некогаш даваме такви тешки лекови, а не сме свесни дека дури овие нови типови на антифони или типови на ставање на слушалки, ние децата дури кога ги имаме на оделот за интензивна, каде што тие сите нели апарати дополнително влијаат, ама не сме ни свесни, со такви да кажеме можности и на инструментално, нивно индивидуално доживување може да влие смирувачки во однос на нивната, значи смирувачки во однос на целата патологија што ја носат со себе. И јас на вистина го промовирам делот околу музикотерапијата кај децата. Тоа е така како била старите. Тоа е во минатото. Многу познато било во минатото таа музикотерапија, посебно за лекување на баш на некои тешки сериозни болести. За инструментот и да го погледнам инструментот, повелете поставете го пред вас, да ја почувствуваме терапијата за која што зборуваме. Знаете како велат нели старите лекочини припари, ама кога го знаеш. Баш така е. И јас го видов сега пред. Прикажете го и опишете го самиот инструмент. Што гледаме, жиците како се поставени, значи опишете го инструментот за да го доловиме. Еве камерата на нашиот колега има сличности, да. Ете убаво Лиле. Прашува, има ли сличности со харфа? Има сличности, дури начинот на произведување на тонот пак е поврзан со прстите. Само што е мало овој инструмент према харфата. И тоа се едни од најстарите инструменти кои што покрај ударните инструменти се јавуваат како први инструменти кои што почнуваат да се практикуваат. Инаку самиот инструмент има 77 жици. По 3 жици се на еден тон, во случај ако ви се скине некоја од жиците во меѓувреме, да не останете без тон кој што треба да се отсвири. Колку е стар овој инструмент? Од кога датира? Постои? Од кого вие научивте да музицирате токму на овој инструмент? Јас за жал немав прилика овдека во Македонија кој да ми ги покаже првите часови. Морав да се обратам до познати професори кои што се од Грција, затоа што таму се свири. Таму многу почесто може да го сретнеме овој инструмент. А во Турција веќе таму е, мислам, они ги имаат најголемите мајстори за изработување на инструментот, но и за свирење на самиот инструмент. Кај нас постојат ли мајстори за овој тип? Нема, за жал. Ако било што му се случи на канонот, мора да се носи во Турција на сервис. Инаку има 77 жици, многу карактеристично е тоа што постои оваа кобилица која што е има овдека, кај што поминуваат сите жици, постои една кожа под нејз, затоа што самиот инструмент има многу мала акустична кутија. И со оваа кожа, со обтегнување на самата кожа, веќе инструментот станува гласен. Постои ли интерес кај младите за традиционалните македонски инструменти да се изучуваат? Постои, јас предавам во Средното музичко училиште во насоката за традиционална музика и игра, каде што таму ги имаме сепак инструментите кои што потекнуваат од селото во самата структура и програма, тоа се кавал, тамбура, гајда. Овие инструменти ги немаме во образовниот систем, но се надевам дека во скоро време ќе ги имаме. Има голем интерес за изучување на самите инструменти. И покрај тоа што нели имаме проблем во целата држава со иселување на младите. За среќа ние го немаме тој проблем во нашата насока. Има голем број деца кои што ги има голем број деца кои што сакаат да свират. Да негуваат традицијата. Да, баш кои што доаѓаат од културно-уметничките друштва да веќе постручно да го изучуваат фолклорот. Така. Браво. Да. Добро. Ние ќе имаме можност, можеме да слушнеме, преди да слушнеме некоја нота, и би сакала вас, Лиле, да ве прашам накратко, која би била некоја, да кажеме, порака позитивна како родител кој што имате дете со хемофилија, да им дадете една надеж на останатите дека без разлика на тешкотијата, со верба, со храброст, нели, сега не е едноставно, но може да се живее еден квалитетен живот. Не е едноставно, нормално дека не е. Кога но нешто ти животот фали, не е лесен и нема едноставни работи. Например, ти фали храна, денеска можеш помалце да јадеш, али ако крвариш, не можеш без фактор. 14 години постои наше здружение, 14 години како председател на здружението трубам дека треба да и се ја прифатат болеста при самите семејство хемофиличарот и да научат да живеат со нејзе, да зборуваат за неа, да си го организираат животот како што можат.
Така. Пошто кај нас беше првен криопрецитат, врзани за болница, месец дена дома, 2 месеци болница. Сега младите не. Имаат фактори, имаат домашна терапија, имаат профилакса. Значи едно малку полеснување каде што движењето им го препознавање имало многу одавна. Ние сме ставени на програма на влада. Владата секоја година одредува буџет за лекови за хемофилија. Така. Можда треба да се зголеми тој буџет. Можда треба да се направи поправилна распределба на парите што кои државата ги дава. Тоа го прават докторите, Центарот за хемофилија. Раководител на Центарот за хемофилија е доктор Дејанова. Она најмногу знае кој колку троши, која хемофилија тешка, лесна, со кого имала повеќе почести крварења и тие да ги стават на профилакса. Имате ли психолошка поддршка каде што ете ќе можат? Да. Едноставно тоа е многу важно во секој процес. Да, наназад, сега ќе погрешам можда едно 8 години, имаме и психолог и социјален работник во Центарот за хемофилија. Направивме напор тогаш, одеа на телевизија исто за да слушнат луѓето низ цела Македонија, пошто тебе кријат, нели? Да се запознаат со тоа дека постои социјален работник, постои психолог, за да ако имаат проблем, некој душевен немир поради болеста, поради тоа седење дома, не баш да многу ги бараат. Да се отугуваат некако да им се нели смени начин. Се трудат. Значи, девојчињата, јас ги викам, затоа што се многу помали од мене, се трудат. Кога се хоспитализирани деца на хематологија возрастни, после секоја операција не одат. Ги посетуваат таму, им даваат, прават разговор, уствари нема што да му дадеш. Му треба разговор, поддршка. Меѓутоа и разговорот е некој пат девојчињата се трудат, стварно. Со некој кој што е да би пред да имаме социјален работник и психолог, имавме и на детска клиника и во Центарот за хемофилија прекрасни сестри кои што разговараа со нив мајчински. Така. Мојот Мики имаше тогаш и негователки, кога беше мојот Мики мал, имаше негователки и он си ја викаше мамо таа негователка. Така. Првите љубовни проблеми мислам дека ги кажал на сестрите во на клиника детска. Ете така, убав пример. И на сестрата, значи не можам да ја спомнам, Розе ми е во душа. Така. И возрастните, и младите со Розе разговараат као да им е семејство. Така, еден убав пример дека не треба да се криеме, дека треба да споделуваме. Тимко, може ли да слушнеме еден малку прекрасни ноги, да си ја разгалиме душата и потоа една мала кратка пауза ќе направиме и се враќаме повторно со нашите гости. Браво и убаво.